Со мене во студиото е Дејан Андоновиќ. Дејан, зошто е сега ова, би се рекол, едно обновено напаѓање на Харков? Веројатно памтат луѓето дека тој беше превзиман, ослободен, па таму не се знаеше кој што како. Сега повторена концентрација на артилериски оган. Руската армија, јас неколку дена тоа го зборувам, се повлече од Харков за потребите на фронтот во Донецк, бидејќи им требаше многу повеќе засилување, бидејќи главницата на украинските сили беше токму во Донецк, односно во Донбас, Донецк и Луганск, бидејќи нели да подсетам пред 105 дена таму беа најаките украински сили концентрирани за да го освојат целиот проруски регион. Се свртија работите за 105 дена. Да скратам, русите го опколија Харков сметајќи дека тамошните проруско население во Харков, ќе подсетам, Харков е на самата граница со Русија и таму живее поголем дел од руско население. Кремљ очекуваше дека тамошната проруска администрација ќе им излезе во пресрет и многу полесно ќе може да го заземат градот. Меѓутоа тоа не се случи. Добро, да прашам сега. Тоа го опколија тие градот, но сега се повлекува. Не се случи во ред. Вакви биле проекциите онакви. Каква смисла има сега да се гаѓаат цивили и дали тоа е проценка дека што сакат да го испразнат градот за да го освојат или се прави притисок повторно како некаква деконцентрација на други? Да докажам само дека со завршувањето на борбите во Донбас кои се пред крај Лугански речиси целосно освен, делот од силите кои го опколуваа Харков отидоа во Луганск, сега лесно ќе се вратат околу Харков и ќе го завземат и Харков. Харков сигурно ќе влезе во новата, да кажеме, административна мапа на Русија. Јас морам да предупредам дека плашејќи се од руска пропаганда, мораме да внимаваме и од друга пропаганда. Колешката вторден денеска дава коментар дека во центарот на градот се гаѓаат цивилни цели. Добро, има цивилни цели, но ние не можеме да знаеме. Првен, дали во тие административни згради токму таму во време на војна може да збори русите имаат право да го рушат Харков? Не, никој нема право. Јас Па ако немаат право, тога што е смислата на бомбардирање? Центарот на Харков можеби ги гаѓаат тие административни згради подолго време. Во кои ќе смести што ракетни единици у центарот на Харков или што има украински? Можеби па така гаѓа градинки, театри, не, чекај Дејан, да се договориме, мислам, во ред е дека они ќе го завземат Харков, може ќе утепаат уште неколку илјади и така натаму. Смислата на сето тоа што е? Па смислата е очигледно дека специјалната воена операција или воената агресија или инвазија врз Украина продолжува и дека целите на Русија се токму да го земат и Харков. Тие Харков не го извадија од плановите, а Киев се гледа дека немаат намера воопшто да пријаѓаат. Јас кога го зборувам ова не го оправдувам, само велам дека мораме да внимаваме. Јас не можам да разберам стратегијата зошто да се струши еден град за да се завземе. Ако е Харков нели бил во нивните проценки проруски и така натаму, тие проценки им пропаднаа. Не само што не е проруски, него таму имаше жестоки борби, па се повлекува. Тие се повлекува стратешки причини, добро се стратегически велате британските аналитичари на крај на британските аналитичари се пропаганда, нели? Се е пропаганда. Јас сега прашувам каква смисла има да тргнете да го заземете Санкт Петерсбург, бидејќи нели имате некоја не знам, да го струшите и потоа да очекувате, па тоа население кој што го гаѓаат бомби без разлика кој што е, претпоставам дека безбедноста и животот поважен на нивните деца од најважно и најлошо е да гаѓаш во своето население на крајот. Јас нешто друго се обидов да објаснам. Се обидов да објаснам дека логично Харков да го освојат, бидејќи Харков е многу блиску до границата со Русија. Ама каква смисла има тоа? На сите граници има блиски градови. Стратешки од Харков може да гаѓаат Русија. Па добро, кој ќе го гаѓа, кој ќе го заземете Харков, следното место ви е блиску сега до новата граница. Па така ќе стигнете до Варшава. Сакам само да го мислам како да кажам, на тој начин може се да се оправда. Русите гаѓаат изминатите 105 дена, значи јас кога го зборувам што се случува. Кога гаѓа прво Лавив, таму беа стационирана НАТО пратките со оружје. Подоцна беа стационирани околу Киев, како што јавуваше колешката дека таму се гаѓаше изминатиот викенд. Се гаѓаат тие магацини. Во Харков исто така има магацини со оружје на украинската армија, ќе потсетам изминатите 105 дена од тој дел гаѓаат цели во Русија. Затоа велам, не е оправдување дали јас ќе оправдам јас или вие. Не говориме ние за оправдување, дека тие гаѓаат смислата на руската стратегија, затоа што со секое поместување на границата следуваат градови кои што се повторно
блиски до новата граница. Точно. И сега што значи тоа? Значи, Каде ќе се застане? Више цевните ракети кои ги одобри Бајден и кои се со долг дострел до 80 км, доколку русите него препарираат Харков, од Харков ќе може да гаѓаат до Санкт Петербург. Еве проста приказна. Па мислам тоа е стварно наивна и стварно проста е тоа приказната. Па бидејќи тие високоцевни ќе ги повлечат на 3 километри од Харков и пак ќе го гаѓаат тоа. И втора се постава прашање, ако русите гаѓаат од Русија, зошто украинците да не ја гаѓаат Русија? Значи, Како тоа сега? да се... Они ќе наместат на 3 километри од руската граница, ова ги гаѓаат цивилниве објекти, а овие украинциве треба да бидат фини и да застанат точно да паднат ракетите на граница. Затоа велам дека стратешки ќе се Ние обидат. дека да говориме го за тоа дека на крајот сега сила Бога не моги, дека на крајот војната секако ќе биде разрушувачка, ќе се сведе на тоа кој е посилен, ќе има многу мртви, цивилно население. Во ситуацијата се разбере дека руската армија е далеку помоćна, меѓутоа дека на крајот на краиштата војните никогаш не се водат само на војните фронтови, бидејќи се водат на различни начини и така натаму, и ние сведочиме како всушност во последните 100 дена војната Украина го здрма целиот свет. Меѓу другото и заради овие тактики и стратегии на русите да се гаѓаат цивилни градови, големи, огромни. Харков е колку 3 Скопје сега, како да ви кажам. Може да е Скопје на 20 километри од некоја граница, ама тоа значи ли дека некој што мисли дека 20 километри, па не знам која граната можела да... Тоа се стратегиите и тактиките го ги изборат, но правите мотиви и правите планови не може никој да ги знае. А тоа е само уште да споменеме и за ова со Лавров, нели, кој не доби прелет доди во Белград. Зашто не дојде со железница некој во порочи? Па добро, тоа е 2 сати многу железница. чудно, не само тоа, можеше да дое со железница, можеше да дое со автобус, можеше да дое со Ер Србија да долета. Да, тоа беше чудно. А од друга страна, сега двојниот аршин Лавров отиде во Анкара. Турција е да подседам земја членка на НАТО. Сега како па отиде, значи Турција сега повторно прави малку... Турција не му забрани прелет. Не му забрани, туку се среќаваат, Лавров ќе се сретне со својот турски колега. Има ли некаква реална можност Турција да поврати таа иницијатива, да биде посредник? Веројатно нешто ќе преговараат. Има, јас мислам дека една од причините зошто е Лавров во Анкара е токму возобновување на некакви преговори, бидејќи ти стварно комплетно исчезна ако приметуваш. Барем за јавност. Да, сега ова како да е некаква нова иницијатива која... Една од причините е секако житото во Одеса, за да може преку Црно море, а Турција е тука да се извезе. Само кратка информација, бидејќи мораме да завршуваме. Украина годинава имаше, па и лани, исклучително плодна житна година. Таму се силосите преполни со жито. Слушав цели анализи за тоа како сега ги сторираат, бидејќи не може да ги извезуваат со тоа темпо кој што инаку во нормални времења се извезува. Дека тие всушност не е проблем, можете и уште една година да стојат по разни начини на складирање и така натаму, но ќе се одрази врз идната житна сезона, бидејќи сега ако не се нели се што следува во земјоделието околу житото треба наново да се не знам што се прави. Добро, цела технологија не ја знаеме, меѓутоа во принцип жито има толку многу за да се наредни повторно целиот свет, меѓутоа отежното транспортот, односно гледам дека сега тоа се товари на вагони, па се носи во Романија, па од Романија преку Констанца пристаништето сега таа е заменува украинските пристаништа и така натаму. Така што сакам да кажам, не е дека жито нема, напротив, има две просечно, надпросечно плодни години, меѓутоа е проблемот. Она што е добро сега во мигот е што сите страни се согласуваат дека житото треба да излезе од Украина и да отиде во светот, бидејќи ќе направи голема криза. Погодена Африка, таму ќе биде гладта најголема, бидејќи во европските рамки нема да има годинава криза за жито. Али до година и пред наредните 2-3 години. Ако ова се поремети вака. Тоа го зборувавме со Шотенацка да заврши војната, уште 3 години ќе има последици од цело. Сигурно.